civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Забележително е дека на социјалните мрежи постои веќе некоја кампања која што на дел веќе почна и видни функционери на политички партии да се појавуваат, а дел од нив имаат и она со црна кампања против другите политички противници. Прашањето ми е како ДИК реагира на тие видеа? И второто прашање ми е, веќе видовме дека политичка партија употреби лого на еден весник кој што, например, Слободен печат. Во нивното видео се покажува логото и весникот на Слободен печат, кој што не добиле дозвола и немаат дозвола од Слободен печат да го употребуваат нивното лого во политичката кампања. Како ДИК реагира на такви моменти и дали по партиите смеат да употребуваат логоа на институции, медиуми или било кого без нивна согласност во нивните политички кампањи? Вака да ви кажем, тука законодавецот иако се потруди во 5 до 12 да донесе измени на изборниот законник, најголемата празнина не ја регулираше. Значи, се повторуваме за секоја кампања повторно исто, нема официјален почеток на кампањата, меѓутоа имате распишани избори и останува тој простор измеѓу распишувањето на изборите и официјалниот почеток на кампањата нерегулиран. Немате одредби каде што можете кои што ќе ве обврзат да интервенирате во овој дел. Единствено што останува на оние кои што мислат дека е прекршен законот, може да поднесат представки до антикорупцијска комисија, па тие да реагираат, да размислат дали е или не е, да видат прекршен законот и да донесат некоја одлука. Во иднина ќе треба овој дел, посебно овој дел кој што го напоменуваме, меѓу периодот да се регулира строго законски за да ги ставиме во ред ваквите појави кои што ги споменувате, да не се повторуваат, да не се злоупотребуваат и така натаму. И нема друг начин. Значи, од моментот на почнување на кампањата, Државната изборна комисија може да интервенира, може да носи одлуки, меѓутоа во овој момент сите умно, паметно се трудат да ги заобиколат законските одредби, за да не може ни еден државен орган да реагира на начин како што би требало. За да се избегнат тие ситуации, ќе мора и овој период да се допрецизира во законот, да се стават забрани точно дефинирани во дефинициите на изборниот законник, што смее, што не смее и кои се последиците доколку се направи од денот на распишување на изборите, а не до денот на почнување на кампањата. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.